Предметот за трагедијата во дискотеката Пулс пристигна во рацете на судиите од Скопскиот кривичен суд. Денеска после пладне со 2 возила и полициска придружба се донесени доказните материјали против 34-цата обвинети. Бројни документи, вештачења, искази на сведоци, но и многу снимки се дел од доказите со кои се подкрепува случајот. Од кривичниот суд преку писмено соопштение ги објаснуваат следните чекори. Прво ќе се оценува обвинението, а потоа ќе се закаже и терминот за првото судско рочиште. Доставениот обвинителен акт согласно АКМИС системот ќе биде распределен на Совет за оцена на обвинение, кој по приемот ќе го достави актот до обвинетите, пошто започнува законскиот рок за приговор на истиот. Случајот доаѓа во кривичен по одлука на Врховниот суд. Основните во Кочани, Штип и Струмица немале судии ниту просторни услови. Предметот бил сложен, а за него имало и голем јавен интерес. Врховниот суд ценел дека по конкретниот предмет треба да постапуваат судии од кривична област кои со стекнатото искуство и познавање на кривичната материја ќе овозможат гаранција за ефикасност, стручност, законито постапување, а преку постапката ќе допринесат и за сензибилизирање на јавноста. Во трагедијата од март годинава животот го загубија 63 млади. По 3-месечната истрага обвинителството утврди вина кај поранешни министри и екс-градоначалници и сопственикот на дискотеката. Зоран Јаневски, Сител телевизија.